Веќе 14 години група Монистра настапувате низ Македонија, надвор од неа имате еден албум, сега се најавува и втор. Нешто повеќе околу новиот материјал? Така, веќе 14 години, како што рековте, Монистра постои. Сега следува нашиот втор албум, веќе имаме издадено еден албум насловен Монистра. Вториот албум ќе биде насловен Кини самоме на вода. Тоа е една преубава преработка во 10-осмински такт. Значи, на албумот ќе се најдат 8 преработки и 3 авторски дела. Гледаме она изворното да биде зачувано, значи прилагаме таков ни е пристапот, изворниот мелод скроз да биде зачуван со малку помодерен аранжман. И како што знаете, нели во самиот состав имаме клавиатури и со тоа правиме малку помодерен пристап, меѓутоа изворното е пак зачувано. Ќе има изворни композиции, малку подзаборавени и мислам дека нашата цел е да Монистра понуди нешто подзаборавено со цел тоа да биде попознато, значи према помладата популација. Ќе има и концерт на... Ќе има концертна промоција, да. Нема да биде само класична промоција, него сето тоа ќе биде во живо отсвирено и се надеваме дека ќе имаме огромна публика. Како што кажавте дека веќе ја негувате изворната македонска музика, но имате и модерни аранжмани. Каков пристап ни давате за да се зачува онај изворен македонски мелос? Па како што веќе споменав, значи она изворното, она народното што ни го оставиле по старите генерации, гледаме скроз, значи да биде во оригинална смисла зачувано и само со клавиатурите, значи малку помодерен пристап за помладата популација, поубаво да го прифати самиот звук, ме разбирате. Да. Значи не само по возрастната популација, него по младата, за да може тоа убаво да го чуе и слично. Настапувате многу почесто надвор од Македонија, на каков пристап најдувате таму? На каков прием? Одличен прием. Нашата музика, како што кажа Александар, е баш со таа цел наменета, значи стара македонска музика, но модернизирана, за да може сепак да привлече поголема публика. Јас сметам дека и без да е тој модерен аранжман, значи македонската музика привлекува многу, поготово надвор од границите на нашата држава, привлекува многу луѓе поради оној специфичен ритам кој што го имаме, нерамноделни ритмови, 7/8, 9/8, 11, 10/8, ја напомена Александар, Кини самоме на вода, која што според неја нели го носи нашиот втор албум името. Значи тоа е една навистина редок ритам кој што надвор од границите на нашата држава, освен кај соседите, нели, не се сретнува. Тоа е доста интересно, можеби пак ќе напоменам и да не беа модерните аранжмани, ќе беше музиката прифатена баш поради тоа. Им се допаѓа музиката, сепак сите на некој начин сакаат да се навраќаат кон своите корени, но и интересен начин е сепак да се запознае некоја друга култура. Музиката сметам дека е најубавиот начин за да се направи тоа. Да. Баш како што споменавте, освен во соседството, каде на друго место имавте такви баш пријатни или изненадувачки реакции од публика? Имавте настапи во Египет? Да, во Египет, во Израел се оние подалечни. Во Франција се има настапување, значи тоа се земји каде што не е застапен овој ритам. Навистина немам лоши зборови, немаме искуство со лош непријатен прием. Нашата музика е навистина прифатена, македонската зборувам. Онаму каде и што настапувате, оставате впечаток веројатно и кај медиумите, кои се задолжени за критика на музика. Пред 5 или 6 години на Музика HR има критика во која што се споменува дека афроамериканците и македонците се првите оние кои ја направиле музиката, па потоа остатокот од светот за да ги учиме како треба да се прави музика. Баш токму за рецензија за вашиот прв албум. Тоа е сепак тоа се многу позитивни зборови и пофалби се како дека тоа навистина македонците не се основачи на музиката, но
можеме само да изразиме задоволство во однос на тие такви зборови. Секако дека постојат и лоши критики, значи не е возможно се да е совршено, се да е перфектно, но не го сваќаме ништо трагично, тоа сепак нели од секоја критика може да се извлече и нешто позитивно, да промениме нешто, да додадеме нешто што можеби публиката по-добро ќе го прифати. Така да секоја критика, секој збор кој што е упатен без разлика дали е добар или лош, ние со задоволство го прифаќаме. Има ли некаква разлика меѓу првиот албум и овај сега што доправа треба да излезе во однос на материјалот, музиката, нешто ново, нешто различно? Па да, прва разлика е што во првиот албум имаме попознати песни, малце по-комерцијално влегуваме, а сега, како што спомена веќе, подзаборавени песни, тоа е една од разликите и сметам дека тогаш беме доста помлади, на 5-16 годишна возраст, значи беше направена сета таа музика што одлично пројде, како што споменавте, со одлични критики, со одлични рецензии. Меѓутоа сметам дека сега уште посозрела на музиката, нели после 2008 ни беше првиот албум, сега после цели 8 години го издаваме нашиот втор албум. Имаме друг пристап кон аранжманите, посозрела на музиката и тоа е тоа. Што би била промената од првиот кон вториот албум. На кој принцип ги одбирате песните? На кој принцип? Јас сметам дека сите македонски песни се преубави, меѓутоа имаме ние некој посебно убави го нарекам под наводници. Значи сите заедно се состануваме, значи имаме избор на песни и од сите тие избор на песни заедно значи одбираме една која би била следна за обработка. Сепак и сите си имаат свој стил, нели? Да. Дали ова песна или ово би личело на Монистра и сите едногласно нормално да, тоа е тоа кој што треба да го оставиме за нашиот нареден проект. Според на таков начин се одбира. Значи следново што ќе излезе, иако е нешто помалку познато, но навистина нешто што наликува на Монистра е сепак на некој начин малку поразлично од првиот албум. Ви благодарам многу.